Ало. Ало, добар ден, добро утро. Не знаеме дали ќе се слушаме вака како што одиме, меѓутоа не е лошо да пробаме, ќе ги запрашаме нашите слушатели и нашите Facebook пријатели да потврдат дали се слушаме, ние ќе пробаме да одиме и ќе одиме се до овој момент додека некој потврди дали се слуша или не. Ако не се слуша, тогаш ќе закажеме за наредна емисија. Ви благодариме што сте заедно со нас, ево и официјално да ве поздравиме. Добро ви утро и добри дојдовте на Македонски корени. Добар ден, нека биде како воветено моje извинување затоа што технички не можеме да го изведеме интервјуто онака како што посакувавте. Инаку денес е задушница да се припомниме на сите кои наши блиски кои не се повеќе со нас, меѓутоа и на сите оние кои ги дадоа животите за Македонија и македонските интереси. Вечен им помин, добро ви утро и добро ни дојдовте и од мене, господине Ангеловски, ни причинува задоволство што сме заедно. Пробавме се, еве, тука сме, повелете. Господине Ангеловски, обично досегашните разговори со вас ги започнувавме со теми кои се однесуваат директно за Македонија, но денес разговоров би сакале да го започнеме малку поразлично и со една друга тема која не е директно поврзана со Македонија, но сепак индиректно е поврзана за македонската перспектива. Во последниве неколку денови интересот на светската јавност е свртен кон Соединетите Американски држави и претседателските избори кои се одржаа пред 4 дена, поточно на 4 ноември. Од она што го гледаме, Џо Бајден води со многу мала предност, само после неколку часови, пак од почетокот на пребројувањето на гласовите, актуелниот претседател Доналд Трамп на пресконференција најави дека тој води и побара од Уставниот суд запирање на броењето во неколку држави. Како аналитичар и добар познавач на геополитиката, како вие ќе го прокоментирате тоа, но и изјавата на неговиот опонент, демократот Џо Бајден, кој уште пред 3-4 месеци пред денот на гласањето најави дека нема да ги признае резултатите на изборите доколку победи Трамп. И уште едно прашање поврзано со претседателските избори, каде и како ќе се движи Америка после конечниот резултат и инаугурацијата на новиот претседател. Накратко, можете да не ги дадете вашите видувања за двете сценарија со Трамп и со Бајден и секако што тоа ќе значи за Македонија? Ние сме сведоци на она што се случува во Соединетите Американски држави веќе поодамна. Ако тргнеме од писмото на бискупот Вигано, кој некаде во јуни годинава му го испрати на претседателот на САД Доналд Трамп, во кој му пишува дека во постоењето на длабоката држава постои длабока црква и дека се води битка помеѓу децата на светлината и децата на темнината. Нормално дека е тоа нели кажано со обид да се каже дека се води голема битка меѓу доброто и злото. Ако навлеземе малку подлабоко, ќе видиме дека исто така некаде во јуни годинава Бајден објави дека веќе разговарал со пензионираните генерали од Пентагон за да оневозможат Доналд Трамп да им ја украде победата. Ние сме сведоци дека медиумите блиски до неолибералната класа, до она сила која ја воспоставија во времето на Клинтон и на Обама, медиумите блиски до нив наназад веќе со месеци предскажуваа предност на Џо Бајден пред Доналд Трамп. Сето тоа беше во подготовка на ситуација да не му се дозволи на Трамп да го добие вториот мандат. Инаку, разликата меѓу едниот и другиот е многу јасна и очигледна за сите кои сакаат тоа да го видат. Доналд Трамп е единствениот американски претседател после времето на Џими Картер кој не поведе и не учествуваше во ниту една војна во светот, зборувам како претседател на Соединетите Американски држави. Од друга страна, Џо Бајден е човек кој 47 години се наоѓа во врвот на американската политика на најразлични позиции, претежно се наоѓа во надворешно политичката сфера и
тој е човекот кој не само што ги одобрувал, туку поттикнувал многу од војните кои Соединетите Американски држави досега ги воделе. Тоа јасно го покажува правецот кон кој ќе се движи Америка доколку победи Доналд Трамп и јасно го покажува правецот доколку победи Џо Бајден. Од друга страна, Трамп многу мудро, многу вешто, на само една недела пред изборите извојува една предизборна победа со тоа што успеа судиката да ја вметне како шести член на републиканците во Врховниот суд, така што сега републиканците имаат 6 судии во Врховниот суд наспроти тројца на демократите. На крајот на краиштата може да се случи токму Врховниот суд, како што беше ситуација и во времето кога нели Џорџ Буш го победи Ал Гор, токму Врховниот суд да биде тој кој ќе одлучи кој е победник на овие претседателски избори. Ние сме сведоци дека ноќеска Врховниот суд забрани на државата Висконсин да ги брои понатаму ливчињата, односно да ги издвои оние ливчиња кои стасале подоцна. Значи, трката е извонредно напната, трката е влогот е многу голем, влогот е на онаа неолиберална класа која сака да управува со светот, ама на која Америка и е потребна како орудие преку кое ќе управува со светот. Доколку Америка, доколку Соединетите Американски држави не се наоѓаат во нивно владение, ним Соединетите Американски држави им стануваат непријатели и од тука јас во една своја колумна, во еден свој текст напишав дека дури е можно, не дај Боже, да дојде и до граѓанска војна во Соединетите Американски држави, затоа што длабоката држава не сака да се откаже од власта врз Соединетите Американски држави и со тоа не сака да се откаже од моќното оружје кој го има во раце во меѓународните односи. Господине Ангеловски, да се навратиме во нашиот заеднички двор, наречен Македонија. Бугарскиот претседател Радев во меѓусебниот разговор со германскиот колега кажал дека Бугарија ќе инсистира во преговарачката рамка да влезе бугарскиот меморандум, но доколку не успее, ќе се обиделе да го решат билатерално со македонската влада, а вчера стигна и веста бугарскиот европратеник Ковачев на амбасадорскиот состанок рекол не за преговарачката рамка со образложение дека Македонија не ги исполнила условите за добрососедство. На што мириса ваквата изјава на Радев, но и на Ковачев? Дали тројката Заев, Димитров и Османи веќе се согласиле на сите барања кои во последните недели, почнувајќи од меморандумот па се до изјавите на Каракачанов за Захариева и на бугарскиот европратеник Ковачев, кои изминативе недели можевме да ги прочитаме и да ги слушнеме? Вие сте сведоци дека години и години наназад говоревме за она што се случува, говоревме дека се она што и се случува на Република Македонија е битка како таа, како територија да биде внесена под чадорот на НАТО. И подпишувањето на договорот со Атина го потврди тоа, државава обезимена, без народ, без националност, без државјанство на македонците, без постоење на македонската античка историја и култура, стана дел од НАТО организацијата. Уште тогаш говоревме дека лажни се ветувањата, лажни се сите оние тези дека Македонија ќе стане членка на Европската унија, затоа што уште многу и многу пречки стојат пред неј за да го стори тоа. А една од пречките се извинувам е Софија, официјална Софија, која не сака да го признае македонското постоење. Но ќе ми дозволите да бидам малку подолг за да ја објаснам состојбата, за да знаат вашите слушатели што е и која е вистината. А на крајот ќе дојдеме до она зошто Република Македонија нема да стане членка на Европската унија, се додека целосно не се избрише. Значи, во 1648 година, со подпишувањето на Вестфалскиот договор, после 30 годишната војна на западот на Европа,
започнува да живее светот ваков како што денеска го знаеме. Односно се формираат државите и се формираат нациите. До тогаш со западно-христијанскиот дел од Европа владееше Ватикан и папата. Со договорот во Рајна Вестфалија, со Вестфалскиот договор, се формираат држави, се исколчуваат тогашните големи држави и се формираат нациите од оние народи кои се затекнале во границите на таа држава. Некаде 250 години подоцна, откако западноевропските држави веќе стануваат моćни сили и откако им пречи моќта на Отоманската империја, тие по истиот урдек, по истите принципи на Вестфалскиот договор започнуваат формираат држави на Балканот, но и на Блискиот исток, односно на Арапскиот полуостров, за да формирајќи такви држави, ја ослабат, ја намалат силата на Отоманската империја. Така, носејќи своји кралски семејства, ја формираат и грчката и бугарската држава. При формирањето на бугарската држава пред некаде 140 и 50 години, по вестфалските принципи на нација држава, се исколчува територијата на сегашна Република Бугарија и сите оние кои во тој момент живеат и се наоѓаат таму, почнуваат да се со сите нив почнува да се создава бугарската нација. Меѓутоа, во тоа време на така исколцената територија на бугарската држава живеат тракици, живеат мизици, живее еден мал дел од прабугарските племиња кои ги обединил Хан Кубрат во 7-миот век, а од чии племиња ја создал првата бугарска држава Хан Аспаров, но останува еден многу мал дел во тие 13 века. Единствен жив народ кој постои на таа територија е македонскиот народ и единствен жив јазик кој се говори на таа територија е македонскиот јазик. Тогаш при формирањето на Санстефанска Бугарија, македонскиот јазик се запишува како бугарски јазик, а сите жители кои се наоѓаат на територијата на така формираната вештачка држава влегуваат во вештачки формираната бугарска нација. Тоа е она што е вистинската болка на бугарските политичари. Тие се свесни дека не постои бугарски народ, дека постои само вештачки создадена бугарска нација. Еден народ секогаш може да создаде нација, така ние македонците 45-тата создадовме држава и создадовме и македонска нација. Меѓутоа, една нација никогаш не може реверзибилно да го направи истиот процес, односно од нација да се врати назад и да создаде народ. Тоа е болката на бугарските политичари и уште, за да може да ме разберат вашите слушатели уште подобро, ќе го објаснам примерот со бившата поранешната Југославија. Во поранешната СФР ние знаеме дека некаде кон крајот во 80-тите години почна интензивно да се формира југословенска нација, односно во пописните листи постоеше графа националност југословен. Доколку таа и таква југословенска држава обстанеше уште 50 или 100 години, ќе се формираше југословенска нација, меѓутоа таа југословенска нација ќе беше вештачка творба создадена од народите кои живееја во таа и таква држава, значи од македонскиот, српскиот, словенечкиот, хрватскиот, црногорскиот и така натаму и така натаму. Ете, тоа е примерот како е создадена бугарската нација и зошто денеска мора да се избрише постоењето на македонскиот народ за да обстане митот за бугарската нација која нели постои. Од друга страна, ние сме сведоци и говоревме постојано дека победниците ја пишуваат историјата. За жал, во овој момент, во случајот со Република Македонија, токму губитниците ја пишуваат историјата. Гледаме дека Бугарија, Германија и Албанија, оние кои беа губитници во Втората светска војна, оние кои беа на страната на поразените, денеска ја пишуваат македонската историја. Во средата председателот на Комисијата за надворешна политика господинот Антонио Милошевски имаше закажано седница со единствена точка на дневен ред за земање на заеднички национален став за црвените линии наспроти бугарскиот меморандум.
Пратениците од СДСМ не се појавија на седницата па да дебатираат за македонските црвени линии, со кои ќе се забрани разговори и преговори за идентитетот и јазикот, а истовремено да се осуди бугарскиот атак врз македонскиот идентитет и јазик. Наместо тоа, во последниве неколку денови, се позасилено учествуваат на дебати и повторуваат како папагали, користејќи ги флоскулите "Јас сум македонец, јас сум македонка", со македонски јазик кој е заштитен, кодифициран и меѓународно признат и дека за тоа не се разговарало, игнорирајќи ја фактичката состојба, а тоа е дека нивните шефови преговараат за идентитетот и јазикот. Има ли крај на ваквите лицемерија? Има ли барем некој во СДСМ и нивната коалиција нешто во нивните глави? Има ли некој кој размислува со собствената глава? Еве, ќе почнем со еден пример, за да можеме да го објасниме ова што денес ни се случува, во владата предводена од Артан Груби, а во која учествува и СДСМ заедно со Зоран Заев. Значи, пред неколку недели градоначалникот на општина Центар се пофали на социјалните мрежи дека направил свадба и дека се оженил во манастирот Грачаница и дека тоа го сторил според сите српски традиции и обичаи. И јас му честитам и заради свадбата, а двојно повеќе му честитам заради тоа што својата свадба ја направил според старите српски традиции. Меѓутоа, и тој вели дека тоа се свети работи за него и дека на свето место ја направил свадбата. Меѓутоа, тој истиот пак сега се заканува дека ќе ги урне паметниците од проектот Скопје 2014, дека ќе ги урне моите традиции и дека ќе ги урне моите свети работи. Тоа се тие луѓе кои се влезени во коалицијата која денес ја предводи Република Македонија, истовремено вие го имате албанскиот партнер Дуи, за кого двоглавиот орел, албанската традиција, албанските обичаи се света работа, меѓутоа ништо македонско за нив не е свето и тие се подготвени да урнат се што е македонско. Значи, имаме една антимакедонска коалиција која се подготвува да ја избрише Република Македонија од нејзиното постоење. Вие од една страна го имате албанскиот дел на владата, кој врши албанизација на Македонија, од другата страна го имате така наречениот македонски дел од владата, кој врши целосно одмакедончување на Македонија. И кога тие две сили ќе влезат во спрега, конечниот резултат на сето тоа може да биде само бришење на Република Македонија. Жално е што пратениците, жално е што луѓето од врвот на СДСМ не успеваат да ја согледаат измамата, не успеваат да го согледаат она што и се случува на Република Македонија, не сакаат или не можат да сватат дека раководството на нивната партија му овозможува на Бујар Османи да разговара за нашите национални интереси со господјата Захариева. Јас зошто реков дека губитниците за жал сега ја пишуваат македонската историја. Вие завчера на една маса ги имавте представникот на Германија, представникот на Бугарија и представник на Македонија, меѓутоа од албанското малцинство. Значи, оние кои беа на погрешната страна во Втората светска војна, оние кои беа поразени, денес седнаа на заедничка маса за да расправаат за судбината и за иднината на Република Македонија и за иднината и судбината на македонскиот народ. Кога ќе речат дека се расправа за дали Гоце Делчев има бугарски корени. Не е бугарската питка дали Гоце Делчев има бугарски корени. Ако ние прифатиме дека Гоце има бугарски корени, тогаш ние прифаќаме дека сите ние, македонците, имаме бугарски корени, затоа што доколку Гоце Делчев имал бугарски корени, што бил мојот прадедо кој живеел во времето на Гоце? Што бил вашиот прадедо кој живеел во времето на Гоце? Значи, прифаќањето на бугарските корени на Гоце Делчев треба да биде прифаќање на бугарските корени на целиот македонски народ. Значи, битката е многу поширока и битката е многу поголема. Опозицијата на вистина веќе е крајно време ние како опозиција да излеземе на улиците и да кажеме дека нема да дозволиме повтор пат да ни се случи она што ни се случи со Атина. Ние сме сведоци дека сега, после пропаѓањето на
од почнување на преговорите со Европската Унија, дека по втор пат владата на Зоран Заев не ги исполнува политиките кои ги имаше зацртано. Штом една влада не успее да ги исполни политиките кои ги зацртала, таа влада треба да си поднесе оставка и треба да си замине во историјата. Еве неодамна и новиот заменик директор на Агенцијата за иселеништво Измит Нура побарал од вработените да ги отстранат сите национални и верски артефакти од канцелариите. Како ќе го прокоментирате тоа? Дали треба да се побара или е веќе побарано негова смена и дали можеби имате некаква информација за неговата националност, бидејќи се шпекулира дека тој бил од Косово? Значи, онолку колку што знаете вие, толку знам и јас за неговото потекло, затоа што сме сведоци дека албанците во три држави, во Македонија, Косово и Албанија, флуктуираат, односно се движат непречено, се движат како во свој вилает, стануваат, министри, имавме ние пример кога македонски албанец од Македонија стана министер во владата на Косово, сега имаме пример кога албанец од Косово станува директор во македонска државна институција, но сето тоа е дел од смислениот план за албанизација и од македончување на Македонија. И сега, за да ми биде јасно, ајде, тоа се случува во Агенцијата за иселеништво. Меѓутоа, она што е уште поперфидно, треба да знаете дека во минатиот период ДУИ своите кадри ги постави во македонски пошти, да речеме, ги постави во фондот за пензијско и инвалидско осигурување и во уште неколку други државни институции во кои владеејќи со свој кадар успеа 80% од вработените во тие државни институции да бидат албанци. Откако ги албанизираат тие институции, сега ги оставија. Во новиот распоред на директорските места, сега ДУИ успеа да ги добие МЕПСО, ЕЛЕМ и други државни институции кои до сега беа со огромно мнозинство македонци кои работеа во нив. Сега тенденцијата на ДУИ е преку своите директори во тие такви големи државни институции и предпријатија, а имајќи и свој министер за финансии, кој е единствен кој може да даде дозвола за нови вработувања, да ги наполнат и тие државни институции со кадри од својата партија, со албанско етничко потекло и така полека да навлезат во сите пори на македонската држава, да го завршат процесот на албанизација, кој истовремено значи и процес на одмакедончување на Македонија. Месец ноември е преполн со историски датуми на кои се одбележува борбата за ослободување на македонските градови од фашистичкиот и нацистичкиот окупатор. Пред некој ден, поточно на 3 ноември, по повод ослободувањето на градот Прилеп, градоначалникот на општината Илија Јовановски положи свежо цвеќе пред споменикот кај местноста Песјобрдце, спомениците на Методија Андонов Ченто и Кузмин Јосифовски Пито, како и на могилата на непобедените. Во обраќањето тој до граѓаните, Јовановски не кажа од кого се ослободил Прилеп и против кого се бореле стотици и стотици значајни и знајни и незнајни борци од народно-ослободителната борба за слободата во која уживаме денес. Зошто е толку тешко да се каже вистината јавно пред граѓаните? Зошто на сегашните власти им е толку тешко да кажат и да изговорат фашистички или нацистички окупатор? Знаете, бидејќи сум роден во Прилеп, бидејќи потекнувам од Прилеп, за мене пак ова е посебно чувствителна тема и сум посебно чувствителен кога станува збор за таквото однесување. Ние прилепчани сме многу горди. Ние сме горди на она што сме го дале за татковината, што сме го дале за Македонија. Ние сме го дале и Титу, сме го дале и Чемту. Ние прилепчаните учествувавме во сите битки за ослободувањето на Македонија и од турското робство и во Втората светска војна. Но срамно е, жално е градоначалник на градот, кој е исто така потекнува од таму, роден е во Прилеп, има прилепско потекло, ги знае сите овие податоци.
знае за битките на Прилепчани против бугарскиот окупатор, знае за Дабничкиот колес, знае за се она што им се случуваше на Прилепчани во Втората светска војна од страна на нацистичкиот окупатор, чиј дел беше и бугарската армија. Странно е и жално да ги прифати политиките на врвот на СДСМ. Не им е тешко да изговорат нацизам, не им е тешко да изговорат фашизам, не им е тешко да ги лоцираат вистинските нацисти и вистинските непријатели на Македонија, мислам непријатели во Втората светска војна. Ним едноставно од врвот на партијата им е забрането тоа да го сторат, значи на кадрите на СДСМ им е забрането да ја споменуваат вистинската македонска историја. Им е забрането затоа што Зоран Заев се уште се надева дека ќе добие преговори со Европската унија, продавајќи го до крај македонското постоење и продавајќи ја целокупната македонска историја, продавајќи ги коските на нашите татковци и нашите дедовци. Затоа функционерите на СДСМ не смеат да изговорат ништо, а не дека тие не знаат или се плашат. Господине Ангеловски, Уставниот суд поради поделеноста на судиите 4-4 ја одложи расправата за уставноста на повлекувањето на политичката одлука околу аболицијата од поранешниот претседател Ѓорѓе Иванов. Намерата е очигледна. Ја чекаат Кацарска, за која се уште се расправа во собранието. Ќе добие ли Кацарска зелено светло и какви се вашите очекувања околу одлуката дали повлекувањето на аболицијата било уставно или не? Жално е кога 90% од народот или од граѓаните на државата ќе престанат да веруваат во институциите. Јас во разговор со луѓето, во разговор со случајни минувачи, во разговор со луѓе со кои се среќавам, ниту еден од нив повеќе не верува во Уставниот суд, ниту еден од нив не верува дека Уставниот суд може да донесе каква и да е одлука врз основа на Уставот на Република Македонија. Народот и граѓаните на оваа држава веќе веруваат и знаат дека Уставниот суд своите одлуки ги носи само врз основа на диктат од страна на власта. За да ги донесе, им е потребен уште еден судија, им е потребен судија токму од калибарот на Кацарска, извршител, дури и креатор на погубните политики на СДСМ кон македонскиот народ и македонската држава, и верувам дека СДСМ непречено ќе успее да го вметне уште тој свој член во Уставниот суд, за да може непречено Уставниот суд да работи, повторно ќе речам, не според Уставот, што е негова обврска, што е едноставно мотив за работа за сите уставни суди, туку ќе работи по диктат на Социјалдемократскиот сојуз. Инаку, аболицијата е веќе во меѓународниот суд е кажано дека аболицијата важи и дека не може да биде повлечена. Но, одново ќе се игра околу иднината, околу судбината на уставобранителите, оние луѓе кои се осудени на 200 и повеќе години затвор. Жално е што една политичка партија си поигрува со судбините на луѓе кои излегоа не за да вршат тероризам, туку за да ја одбранат татковината, луѓе кои дома имаат малецки дечиња кои не можат да ги видат и не можат да им се порадуваат. Една партија на власт, една коалиција на власт, за жал, за да уништи една држава, за да уништи постоење на еден народ, се игра и со судбините на неговите припадници. Господине Ангеловски, некако ја го завршивме ова интервју, може би квалитетот не толку добар како што ние знаеме и умееме тоа да го направиме, меѓутоа понекогаш подобро нешто отколку ништо. Јас на крајот уште еднаш да им се извинам на слушателите, што технички не бев во можност да се вклучам онака како што посакувавме, меѓутоа се надевам дека ќе имаме можност некаде во скора иднина повторно да проговориме, а до тогаш веќе и тие технички нешта да успеам да ги совладам, за да можем да бидам онака како што треба присутен кај нас. Така, секако со упорноста обострана успеавме да го реализираме и овој наш разговор, господине Ангеловски. Како и досега ни причини задоволство вашето учество во Македонски корени.
да се разделиме со желба за се најубаво до вас, да се чуеме пак овде на Македонски корени, како што рековте. Нека ви биде пријатен остатокот од викендов, чувајте се пред се, пријатно до слушање и до видување секако. Ви благодарам и еве на крајот да го честитам утрешниот ден, големиот ден, Свети Димитрија Митровден, заштитникот, светијата заштитник на македонскиот град Солун. На помош на сите.